Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски ја посети компанијата за откуп, преработка и пласман на ориз Левиди Агро во Кочани, при што го представи новиот модел за поддршка на земјоделските производители. Мерките кои што се дел од програмата за рурален развој, а што беше усвоена на последната владина седница, ги вклучуваат и барањата на земјоделците од Кочанскиот регион и се однесуваат и на оризот, истакна Николовски. Со програмата за рурален развој, поддршка ќе добијат и другите земјоделски култури. Во програмата за рурален развој усвоивме, односно усвоена уште една мерка. Тоа е мерка со која што ги помагаме откупувачите и преработувачите на бел ориз при трошоците за амбалажа за пакување на бел ориз, кој треба да биде наменет за извоз. Поддршката од оваа мерка изнесува 2,5 денари по пакување во најлонска амбалажа до 500 грама, потоа 5 денари по пакување во најлонска амбалажа до 1 кг и 10 денари по пакување во хартиена амбалажа до 1 кг бел ориз. Со оваа мерка, која ставаме на располагање на откупувачите и преработувачите на бел ориз, директно го помагаме и откупот, и извозот, но и отварањето на нови пазари, каде ќе биде пласиран и продаван нашиот македонски ориз. Денеска од Кочани започнуваме една голема кампања на теренски средби и посети, каде што ќе ги запознаваме земјоделците со повиците, со мерките, со начините како и кога да аплицираат, и во оваа кампања ќе бидат вклучени и нашите економско-социјални партнери, Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, структурите на Министерството, но и сите засегнати страни во тој контекст. Денес при посетата на Кочани гледаме дека без никакви проблеми се одвива и откупот на оризот. Ја имаме досега и највисоката откупна цена на оризовата арпа, која што се движи од 30 до 36 денари. Од менаџментот на компанијата овде ме информираа дека го откупуваат оризот по 35 или 36 денари, зависно од квалитетот на арпата и рандеманот при луштењето. Покрај редовните субвенции за оризопроизводителите, Министерството за земјоделство ќе продолжи и со други мерки за поддршка. Тоа пред се однесува за набавка на нова механизација, односно специјализирани комбајни, како и сушари за ориз. И ова прилика ја користиме за прв пат да ја промовираме оваа мерка, заради тоа што програмата е донесена и јавниот повик платежната агенција ќе го објави на 15 март, каде што на отворен повик во текот на целата година, во било кој еден момент, кога земјоделците кои што потпаѓаат под оваа категорија на земјоделци кои што екзистираат и основна дејност им е земјоделството, ќе може да аплицираат во било кој еден момент, без да чекаат повик, без да чекаат на рокови, па дали ќе има или нема да има повик, туку од март се до ноември, секој ден кога ќе бидат спремни, а ние сме тука да им помогнеме, да аплицираат за грант од 10.000 евра за поддршка на нивната инвестиција. Тие во нивниот бизнис план да кажат и да побараат што е тоа што им треба за поддршка на нивното производство, дали е тоа опрема, кој тип на опрема или друг тип на инвестиција. Еве оваа мерка за која што на почетокот издвојуваме минимум 2 милиони евра, односно 120 милиони денари. Меѓутоа спремни сме во текот на годината да оваа мерка биде надополнета. При посетата на компанијата Левиди Агро, министерот Николовски истакна дека ќе продолжи поддршката за пласман на финални земјоделски производи. При тоа со новата програма за рурален развој усвоени се 7 различни модели што се воспоставуваат за прв пат, а за кои во наредниот период земјоделците ќе бидат подетално информирани.